моментално сум член на Ракометната федерација на Македонија веќе 4-та година, исто и на фудбалскиот клуб Гостивар, кој што се натпреварува во првата македонска фудбалска лига. Дигитал маркетинг е посебно од голема важност, затоа што првиот натпревар мислам дека беше со унгарците, тогаш имаше комплетен хаос во салата, никој не знаеше кој како стои. Здраво патриоти и патриотки, добре дојдовте во 11-та епизода на Патриотски муабети. Денеска сме со еден мој пријател, исто долги години игравме ракомет во Вардар, бевме прилично добри другари. Значи се работи за Небојша, кој е моментално физиотерапевт во РФМ, така и приватно работи со приватно работиш како физиотерапевт, така да сакам денес да ни кажеш повеќе како си одлучил да се бавиш со оваа професија, не си одлучил да замине во странство, како што некои пријатели ти се заминали или па не си се вработил државно. Така да ти благодарам што дојде на оваа емисија и се надеваме ќе направиме убав разговор. Благодарам и тебе на поканата, честа е голема, би сакал блиско да споделам некои мои работи, мои видувања, така да мислам дека ќе имаме убав разговор. Сакам да прашам прво како започна твојата кариера со ракомет, затоа што таму и се знаеме, па со ракомет почнав сосема случајно, да кажам, на некои мои 14 години. Првично имав еден обид да тренирам фудбал, кратко траеше тоа сосема и веќе на некои мои 14 години во тоа време Вардар, кој беше доста финансиски сериозен и организацијски пред се, формираше низ многу градови на нашата држава ракометни школи и една од тие ракометни школи се наоѓаше исто во Гостивар, па така сосема случајно зимски период со еден другар вика да почнеме да тренираме ракомет. Хајде, викам, ќе пробаме и ете така од прв тренинг буквално, иако беше зима и беше ладно во самата сала, едноставно се заљубив во тој спорт на прва и така тргна приказната. Па колку време тренираше ти таму? Па првично во Гостивар бев негде околу година и пол, првин имаше еден филтер на ракометари, некоја селекција која што првичната бевме земени, па не ја пројдовме и веќе во втората година со така исто селекција стигна понуда да настапуваме за Вардар. Веќе втората година мислам дека беше клучно кај што направив некоја промена. И вака искрено најголеми успеси што си ги достигнал вака во ракометната кариера, ако можеш да споделиш нешто што си направил лично, што ти се гордееш на пример со тоа. Искрен да бидам пред себе, голема сатисфакција од денешен аспект ми е тоа што сум успел да на некој начин настапувам за Вардар, макар тоа било и во младински категории, еден од најголемите наши ракометни клубови, ако не да кажам и најголем. Еден убав период кај што запознав доста другари и денеска, беме предводени во тоа време од ракометна легенда како што е Пепи Манасков, кој што не водеше на некој негов интересен, специфичен начин, да кажам, и така убав период, во главно посетивме и неколку интернационални турнири. Тоа беше период во Вардар кој што стварно имаме убави услови, ете за жал тој тренажен процес и таа селекција не беа на некој не знам да се изразам вистински правец не зедува и така да доста играчи во тоа време се откажа. Ете јас продолжив, се трудев. Во тоа време се формираше мислам ЦЕМС, Центар за едукација со млади спортисти, еден нов ракометен клуб после тие 2 години во Вардар, во кој што исто беа ветувани едни убави услови и еден убав почеток, но брзо се покажа како неуспешна и истиот тој клуб се реименува во Аеродром и така исто тука настапувал со некој од моментално сегашните репрезентативци Марко Митев и Едвин и едноставно убав период кај што помнам. Јасно, не знам за успеси, можеби една од поинтересни работи беше кога не избра за репрезентација на град Скопје, кога отидовме во Црна Гора. Тоа беше интересен момент, таму се дружевме и подобро и се запознавме и се околу тоа. Беве прво место на град Скопје, освоивме, така да селекција направи некоја убаво право. И знаеш што многу ми е криво, толку луѓе беа вклучени во процесот на формирање на играчите во Вардар. И некако толку луѓе, да речеме од 100 луѓе, посебно во младинските категории, многу малку испадна процентот на совршени играчи, на веќе возрастни играчи. Зашто, на што мислиш, на што се должи тоа? Па види, во тоа време мислам дека имаме
реално прекрасни услови во поглед на тренажен процес, но некако не беше таа селекција поставена во смисла на да можеме сите да дојдат на некој изразна начин. Сега да се работеше, вистина се работеше, али ете таа реорганизација, преголем број на играчи и вистинскиот правец не доведува до нешто да излезе некој играч и денеска настапува за Вардар. Така искрено од тој аспект, денешен аспект ми е жал и што барем некој од, не кажеме, его сега испадна и играч на Вардар настапува успешно за тој клуб. Еден од нив Карапалевски, искрено Мартин Карапалевски, еден од нив кој што сега настапува во Шпанија, со него Кизич исто тука, ете да ги споменам. Ќосевски исто, Гогов, да, ете тие се нека таа, ама добро, гледај, таа е добра бројка пак на луѓе, но кога ќе видиш колку луѓе ствари беа вклучени, повеќе од 100 деца и кај Чивлачки, кај Пепи Манасков, некако се сведе на поединци, на пршче се вика да ги броиш. На минимум некој си. И како беше таа транзиција од од ракометар да се префрлиш на физиотерапевт, например? Кога го одлучи тоа дека тоа е за тебе повеќе од клуб? Па искрено и додека бев активен ракометар, додека тренирав, бев веќе се школував за физиотерапевт во средното медицинско училиште доктор Панче Караѓозов во Скопје и напоредно и тренирав и играв ракомет, така да така можам да ја наречам таа транзиција, тоа бил напореден процес некој си, али конкретно кога веќе престана, веќе тоа беше периодот на корона, пред корона и веќе тогаш имаше настапува за Младост Богданци кој влега во Суперлига, во првата Суперлига на Македонија и така настапував со нив до една полусезона и веќе после тоа секој бара некоја си екзистенција и видов дека трудот кој што го вложуваш на некој начин не може да исплива на површина и мислев дека алтернатива беше оно за што сум се школувала, тоа физиотерапевт и од секогаш сум ја посакувал таа струка и да видам успешен секој ден се. И веќе колку години се бави со Па веќе почнува, мислам дека ова ми е 5-та година како активен во самата дејност, активност и така. И например кажи ми, сега моментално си имаш и свое студио, така може или како така, ја тоа го нарекувам студио, во иднина имам некоја замисла тоа да биде центар за спортско поравување, имам некоја своја визија за која што ќе се надевам дека ќе успее еден ден и макотрпно работам на тоа. И исто така работиш и со РФМ и со Гостивар, значи 3 работиш. Моментално сум член на Ракометната федерација на Македонија веќе 4-та година, исто и на фудбалскиот клуб Гостивар, кој што се натпреварува во првата македонска фудбалска лига и оваа сезона имаме баш еден успешна низа на добри надпревари, се надам дека ќе продолжиме и конечно да се. Ме интересира зашто се одлучи на ваков чекор да не се вработиш во државно или па да не отидеш во странство, тука да отвориш нешто свое тука во Македонија. Види, од секогаш сум посакувал и баш пред некој ден гледав некои стари слики што сум ги правил, од секогаш сум сакал да имам нешто сопствено мое, да успеам некоја замисла која што цело време ми била да е со спортистите кои што се активни, да успеам да ги опоравувам, да работам со нив, да имаат подобри перформанси и тоа лично јас да го правам, да тоа не биде 8 работни сати во текот на денот, да знаеш дека тоа е лимитот, да знаеш дека работиш и едноставно некој мој начин на размислување да го преточаме така во нешто сопствено мое. И како вака ти изгледа работен ден вака со клиенти, затоа што е и на едно, и на друго, и на трето место, како? Да, нека се прашувам ја како успеам сегде да стигнам, но главном исполнето, зависи самиот работен ден ми зависи доста и од активностите што ги утврдувам. Најчесто го гледам распоредот со тренинг во самиот клуб кај што работам, кога имаме тренинг, па според тоа ги утврдувам и распоредот на клиенти кои што денеска треба да дојдат, зависно од нивната проблематика, претходно утврдувам колку време ќе треба, така да најчесто сум ранобудец голем, сакам да станам порано, пошто ако некад се разбудам на 10 сат, викам денот ми е непродуктивен, што сум напред, така да углавном
сакам ете порано да станам и да ги обавам тие активности. Доаѓам во ординација, средувам се што мислам дека треба се среди и после тоа ред по ред. И какви услуги се нудиш конкретно за клиенти што сакаат да дојдат? Така. Моето студио, мојата ординација, така да кажам, е во склоп со спортскиот центар Јане Сандански. Заедно соработувам долги години со собственикот на Крио МК, тоа е Бане, ми го поздравил во оваа прилика. Едноставно пред некоја година се пронајдовме во некои заеднички наши цели да отвориме, да почнеме некоја нова приказна и што се однесува до самите услуги, останува нели оние стандардни третмани во поглед на акупунктура, на електростимулација, на третмани со масажа, на кинезитерапија, нудиме и еден пософистициран, посовремен начин на рехабилитација и опоравување на физиотерапевтите. Тоа е, имаме можност да понудиме криокала, кој што исто една од пософистицираните и понови методи на криотерапија. После исто така би ја споменал и терапијата со инфрацрвена светлина, кој што исто е новитет и долги години се користи сегде во светот, само што кај нас треба одредено време да помине за да ги самата популација, самите спортисти ги насочиме кон тоа што значи да се вложува во сопствено здравје и да И со кои вака најчести проблеми, повреди се соочува со спортистите, например, што најмногу се повредуваат каде, кој дел? Спортистите може да се повредат дали тоа во текот на надпревара, дали во текот на тренингот, али самите повреди би ги поделил на акутни, нели, на хронични повреди, повредите кои што се десиле во самиот тренажен процес, пример, се играло некој надпревар и се некој го свиткал зглобот, тога ќе станува акутна повреда на самиот скочен зглоб. Така да најчесто би ги издвоил и како исчашувањата, самите мускулни поткинувања на мускулни влакна, со медицински термин руптури, на повреди на колено кои што за жал се доста чести, мада што во последно време мора да споменам дека се работи активно на тоа да се намалат со самиот тренажен процес, тоа се повреди на колено, нели, повреда на предни вкрстени лигаменти, повреда на менискус и така да ете едни од најчесто мислам дека се така. Затоа што се работи со клиенти со твој бизнес, колку ги користиш на пример дигитал маркетинг како вештина за да придобиеш на луѓе? Знам дека направиш некои видеа, дали планираш нешто да се рекламираш, да го зголемиш својот бренд, твоето присуство, затоа што планираш да се зголемиш и се околу тоа, ако може да споделиш. Искрен да бидам, сметам дека конкретно за мојата дейност, за мојата струка во што го работам, мислам дека дигитал маркетинг е посебно од голема важност, затоа што пак ќе кажам на нас луѓето на ова поднебје што живееме, потребно е постојано да им се укажува нешто дека е добро. Ние сите знаеме дека треба да идеме на кафе, треба вамо да седнеме, треба се до тоа, али многу помалку се свесни луѓето дека треба да идам да се истретирам, да видам како е, да видам што значи всушност да му дадам нешто на моето тело за тоа да може да ми врати. Така да сметам дека дигитал маркетинг исто една сосема битна работа и активно работам на тоа. Во изработка на некоја веб страна моментално сум, која што се надам дека за кратко време ќе профункционира, благодарение на мојот брат кој што активно работи на тоа и во таа дејност. Така да мислам дека ако нешто досега сум управил, сакам нешто да го зголемам во таа сфера и да биде поуспешно. Знаеш што е на пример најдобра реклама е како жениве што викаат по добро изгледат во збор, нели Аријал, ако е добро, не знам, за тој прашок ќе се збори дека е добар и ќе го користат. Али сега, добро, имаш и ти конкуренција, претпоставам, сигурно има многу. Секогаш, нормално. Да. Ама битно е како ти ќе се изрекламираш пред луѓето, како тие ќе имаат визија према тебе, како перцепцијата нивна и како ќе дојдеш до повеќе луѓе со цел нели утре да дојдеш. И на пример, добрата работа е ке дигитал маркетинг, затоа што правиме курс за дигитал маркетинг сега, е тоа што најевтин начин и најдобар начин за да се изрекламираш, да дојдеш до повеќе луѓе е само со еден добар рилс што се вика, значи со целата таа кампања која ја правиш, можеш едноставно да си го зголемиш своето присуство. Така да ако ти препорачувам да го земеш курсот, тој што ќе го правиме сега, или па да видиш, да разгледаш и само иницијативно, затоа што стварно ќе ти помогне тебе лично да се зголемиш, зборам и како бренд и како инфлуенсер, затоа што ти си бренд амбасадорот на твоја работа, не може некој друг да биде. Тоа само јас, така.
Тука сакам да те прашам, еве, со работа со РФМ, сега бевте во Вараждин, нешто твое мислење, твое видување како беше со резултатите, што е на пример? Па искрено оваа година за разлика од тие претходни, така што ете така имаме помалку значителни сепак успеси. Оваа година имавме едно убаво првенство и за око и за сама работна атмосфера тамо. Беме во Вараждин, светско првенство. Можеби малку ни е криво за некој надпревар првично ете да би го извел тој со Унгарија, кај што можеме да победиме и да биде тоа некој си друг тек на настаните, али сепак углавном ние сме на мала земја и еден одбран круг на коментари кои што играат со срце за нашата земја и апсолутно и ние што сме тамо во некој си втор ешелон нивна поддршка даваме максимум секогаш да ги оспособиме да се чувствуваат спремно за тој надпревар, да дадат максимум и да ја израдуваме цела нација и оние што не гледаат. Јасно, да. Добро, главно сте задоволни од резултатот сега што постигнат? Главно да, пред некој ден бевме на прием кај америчката амбасадорка, така да кој што и она ни издаде едно признание на благодарност затоа што успешно сме ја представиле нашата земја, секогаш има простор за напредок. Еве сега имаме за некои 2 недели надпревар со репрезентацијата на Словенија тука во Скопје, како дел од квалификациите за Европското првенство. Словенија репрезентација која што може да се носиме и нормално сакаме на полна сала, на полна поддршка за успех. Добро, Така, сакувам среќа, а би сакала да кажеш подетално, например, која е улогата на физиотерапевтите и како оди процесот пред, за време и потоа третманот што го правите вие? Кога сме на таков континентален собир, да кажам, кога еден тренажен процес е краток, а надпреварите се многу распоредени едно по друго, секогаш има претходно утврден план за секој одделен дел, се знае што и како. Во точна сатница се работи, пример во 9 часот е доручек, во толку е тренинг и така натака. И постојано си во контакт со самите репрезентативци, со самите дали имаат потреба од било што. Секогаш, пример, ден пред надпревар не се работи нешто интензивно, се работи на некоја мобилност, на некоја спремање, превенција за надпреварот што следи. Додека пак сосема спротивност е денот на самиот надпревар и вечерта што следува, бидејќи имаш само неполни 48 часа да ги спремиш ракометарите за оно што им следува, а тоа е вториот надпревар, да ги оспособиш да нозете им бидат лесни на некој начин, така просто да се изразам, и да бидат спремни за надпреварот што им следи. Така да ден пред надпревар и ден после надпревар се две различни гледишта. Секој играч го добива, мислам, посебно или ако има потреба или како? Зависно од самиот играч. Не секогаш сугерираме на посебно помладите да се третираат, посебно да вложуваат до сопствено здравје, така дел од помладите играчи да сами дојдат без ние да им кажеме дека треба да се третираат и свесноста нивна е голема. Така да додека постарите веќе они се знаат што им е потребно, си го слушаат телото, си доаѓаат, се третираат и точно дозираат она што им е потребно за сега. И вашиот тим од физиотерапевти колку луѓе се таму? Оваа година, претходните години сум заедно со мојот колега Тоше Трајковски, кој што имаме една прекрасна соработка и убаво едноставно се разбираме, би го поздравил во оваа прилика и ете така функционираме заедно. Така да тука имаме и доктор кој што доаѓа на по потреба кога има во случај на некоја повреда или било што, али углавном заедно со мојот колега ги извршуваме тие задачи. И на пример, еве, ако можеме објасниш што значи на пример како го физиотерапевт, знам дека нели паѓате мускулите ги опуштате, еве вие работите со раце, нели со прсти ствари. И што е уствари тоа што го правите, уствари која е твојата реална работа, на пример, што ја правите? Еве, конкретно пример можам да кажам ден пред надпревар што и како се работи конкретно. Има некои играчи кои што имаат потреба да се санира, пример, се чувствувам заморен во нозе, се чувствувам замор во крп, тоа ќе го истретираш мануелно. Имаме нормално и апаратура која што ни е од голема важност и од голема потреба. Се пушта посебна програма одделно за секоја работа, пример, да кажам, грб има проблем, ќе изработиш што треба, акупунктура, стимулација, мануелно ќе изработиш капинг. Тоа се некој дел од тие секвенции на самата физиотерапија, додека пак за време на самиот надпревар, кога е пред почетокот,
тогаш доаѓа до бандажирање, до превенција од било какви повреди. Има спортисти кои во претходниот период имале некоја повреда и сега мора нештото самиот скочен зглоб или било што да се заштити од било каква повреда, така да ето на таков начин се извршува таа задача. Додека пак после самиот натпревар веќе тоа доаѓа до израз самата работа на физиотерапевтот да го способи играчот и да му даде дополнителна снага и енергија за тоа што му следи. И за ова да го научиш да бидеш физиотерапевт, колку време ти беше потребно, од каде учиш, од каде црпеш материјали? Знам дека средно таму се завршила, ама после Така. Се уште немам се научено далеко од тоа, ние цело време се учим, али и сакам секој ден да учам и секој ден да осознавам некои нови работи. Пак ќе кажам, средното медицинско училиште го завршив во доктор Панче Караѓозов, подоцна запишав студии на медицинскиот факултет како одсек од физиотерапија. Таму веќе ги завршив исто 3-годишните студии и постојано нашиот тренд на физиотерапевти е во постојан пораст, постојано излегуваат некои нови техники, старите секако никогаш не треба да се заборават, али постојано излегуваат некои нови техники, нови курсеви, нови начини како да осознаеш нешто и многу е битно е слободно време, пример, ќе се деси некаде да седам на телефон и гледам тоа да биде се помалци, тоа и помалце, али да прочиташ нешто, пример, битна анализа на спортска повреда, како се лекува, што се лекува, тоа да го имаш некоја визија во главата, па подоцна да пробаш да го имплементираш и на терен и да имаш ствари вие ги правите масажа на мускули, тоа значи дека ги притискате нервите, ги олабавувате или па како Точно. Тоа е фактички се сензибилно, значи самата мускулатура ја осеќаш долго време кога ќе работиш, осеќаш кога некој мускул е под некој цврстина. Така спазам, грж да кажам, осеќаш кај играчот се жали на болка, не само играчот, е нормалниот човек. И целиот тој проблем треба, мислам, од неколку страни да го видиш. Не е само конкретно ова ме боли, да, пример што работиш, човекот е пример бербер и го боли грбот. Зошто го боли грбот, во каква положба стои во текот на денот, кои се индикатори за таквата болка, така да од неколку страни треба да се увиди целиот проблем, не е конкретно само. Да, препорачувате некои апчиња, не знам, магнезиум или такви работи што се користат или Види, витаминизација е секогаш потребна на секој одделен човек, но таа не треба да биде во прекумерна доза, затоа се прават претходни испитувања дали тој витамин е одделно потребен за некого. Еве конкретно магнезиум, сите спортисти во текот на тие тренажни процеси кога се густи на преварите е добро и тоа во одредена фаза, тоа да биде магнезиум, ќе сам за пример магнезиум цитрат кој што дополнително навлегува самата мускулатура и директно може да делува на самите мускули по делотворно, отколку и кесички се до тоа, но за се си има одделна Многу ме интересира моментот кога е некој ракометар ќе се повреди, кој ќе се случи на застан на преварот. Па вие сте тие кои што одма реагирате и што е тоа што правите, на пример, одма што знам дека со тој спреот го прскате и после тоа главно што следува. Тој дел никогаш не се прикажува, а тоа е баш клучен дел и од вашата работа. Тоа е тој фамозниот спреј што лекува се. Да. Така да мала шала, иначе пак ќе кажам зависно самата повреда. Кој за среќа колено ќе повреди играч. Парен го во самиот момент го прашуваш што има почувствувано, на кој начин ја здобил самата повреда и он ќе се обиде во тој момент на акутна повреда кога има болка да ти прикаже на некој начин. Така да ти веќе се формира што треба во тој момент да направиш, дали тоа треба да се направи некоја јака компресија, да не дојде до дополнително исчешување и некоја повреда, да се самиот тој мускул стави под криотерапија, за да не дојде до поголема инфламација или воспаление на самиот мускул, на тие меки околни ткива, така да на некој начин целокупно, кога ќе видиш на самата ситуација, ако не Боже има крварење, веднаш се дешава да се запре крварењето, можеби тој играч е потребен за следниот напад, така тука имаш минута неполна да изреагираш и да може пак играчот да влезе на терен, минута, две, колку и да се 3, така да се одвија во самиот момент. Сакал да те прашам вака, кој совет би го дал на младите што сакаат да започнат физиотерапевт, што сакаат да бидат како тебе, прилично си влегол на места каде што многу луѓе посакуваат, како беше тоа твој пат на успех, што те направи тебе
тој што си моментално, например. Секој млад човек, посебно овие младите кои што јас се сметам за млад нормално, али треба да знаеш што сакаш според мене. Која ти е замислата за некоја година, која ти е визијата за некоја година, дека нешто сакаш да направиш од себе и кој треба да си ти. Така да ја секогаш сум сакал да бидам физиотерапевт, дали тоа ќе биде на фудбалски, дали на ракометен клуб, али секогаш да бидам некој кој што ќе биде во опкружување со успешни спортисти. Искрен да бидам, се гледам како физиотерапевт на тие спортски кругови, пошто физиотерапевтот може да работи во дом за стари лица, може да работи во здравствен дом, може да работи во здравствена установа, али ето углавном исполнува таквата работа, така да на сите би им дал постојано да веруваат во самиот процес, да знаат кои се, да даваат секојаш максимум и најбитно од се да бидат честни и да бидат фер со луѓето, затоа што тоа е многу лесно воочливо, да како ти пружаш нешто и тоа биде со цела твоја енергија, луѓето ќе го осетат. Тоа да не биде провизорно, ќе дојде некој, ќе го изработиш колку да го изработиш и ај се гледаме, туку тоа да биде постојано со доза на енергија. Целава твоја работа се базира на љубов, едноставно ја засека ти оваа работа, ја сакаш оваа работа, си се побрзо постојано. И не ми е некогаш тешко и кога ќе претерам со работа, ќе речеме доволно сега за денеска, да утре има еден ден, пошто секогаш пак ќе кажам, работиш со енергија на луѓето. Таа енергија се чувствува и ти ја чувствуваш нивната и они ја чувствуваат твојата. Не треба да претераш, пример денеска треба да изработам, јас не знам колку луѓе за да не знам за работам плюс, не постои тоа. Значи секогаш има ден утре и оваа работа е таа која што ја работиш делотворно со внимание, со љубов и со страстен, така да кажам. И како за крај би сакал да те прашам некој интересна случка што ви се случи во Вараждин или со некој коментар, ако би сакаш да ја споделиш со гледачите, може да ја кажеш ако ти текнува. Па искрено имаше доста интересни случувања, ете така да го гледаат сега ги се смеат. Често пати знеме на преварите да играме и серва, тоа е како па да, ваќе знаеме сите, да, така да и се дешаваше секојаш играме млади спрема стари, ја бев дел од екипата на младите, така да ќе се десеше неколку пати да ги победиме нив, они ќе се враќаат назад и секогаш имаше некоја ферка тука и на крај они кои за неправилна ситуација судијата досуди престап, беше гол и они не победија на некој начин не ферски или тоа има должност, ке им се одолжиме сега следниот собир кој го имаме да го реваншираме нешто. А сакам да прашам ова со знамињава, што беше тоа во Вараждин, што беше таа цела фама, некако многу тензично стана, многу некако исполитизирано, не знам што мислиш ти твое мислење? Апсолутно, ние имаме една ситуација на првиот натпревар, мислам дека беше со унгарците, тогаш имаше комплетен хаос во салата, никој не знаеше кој како стои, никој не си ги зазема своите места, едноставно хаос направија самите организатори во салата и после веќе од вториот натпревар кога видува фактички македонецот како знае да навива и со кој страст, пошто претпоставам дека такво навивање не виделе одамна. И веќе во вториот натпревар со холанѓаните, тогаш редарите си ги засукаа ракавите, па комплетна проверка на знамија, комплетна проверка на сите оние што влегуваат, дури имаше и претерана некоја доза со својче гледав дека човек кој што си навива, му го земаат знамето, од никаква причина го изнесуваат надвор, така да мислам дека тоа малце беше исценирано и испрефорсирано, но на крај сите беа задоволни од самиот процес на тоа како таму поминавме и тоа е многу битно. Следни планови со РФМ, чисто да не споделиш ако може. На 12 играме, тука играме во Скопје со квалификацијски меч, кој што е исто доста битен и би сакале баш да не поседат во што поголем број македонските фанови, да уживаме во уште еден натпревар и да успееме да се израдуваме на уште едно европско првенство. Да, затоа што веќе се работи за млади дечки кои влегуваат во репрезентативата годиште што се веќе и помали луѓе од нас, мислам, со тоа така да тоа и мене ме радува што веќе работи веќе се менуваат, значи ние доаѓаме, нашата генерација доаѓа во прашање, во знак на прашање, наши другари ги гледаме на телевизија, и тебе те гледам и баш се радувам што знаеш, друга чувството кога си растен со некого и го гледаш како успешен и затоа сакав да те викнам и на целава емисија чисто да споделиш и на луѓето и на мене твои некои искуства и
Као за крај би сакал да завршам дека доколку имате потреба од физиотерапевт, би сакал да препорачам него. Пријател ми е со години, веќе неколку пати кажав за тоа. Така да ќе ми кажеш во дескрипција или како се вика твоето студио да може да те контактира. Така, ќе напишеме во дескрипција, значи ProCare Physio Center, го имам на Instagram, на WhatsApp и Viber, така да ете секој оној што има било каква потреба може да се јави за било каква консултација, што е во наш обем ќе изработиме, што не ќе го упатиме за негде подетално, така да ете сите да бидат на некој начин задоволни. Тоа е тоа, драги гледачи, ти благодарам Небо што благодарам гостуваше, ви благодарам што гледате, така да се гледаме во следна епизода и поздрав, Македонија вечна.